како и со моите Само да ви да. кажам дека го снимаме предавањето, Да, па да. повеќе да знаете. Да, го видов, го слушнав тоа. Супер, фала ви многу за најавата. На самиот почеток, како и со студентите, тоа е можеби малце специфично и чудно за оваа средина, меѓутоа би сакал да бидам за сите вас Горан. Ова е многу поубаво јас се чувствувам и подобро функционирам и мислам дека поедноставна е комуникацијата. Така било со мене секогаш, така и сакам да остане сега. Мислам дека не е проблем за сите вас да прифатите. Благодарам за најавата. Може би ликот на учителот по скијање е една од најважните теми. Бидејќи сите што сте вклучени на овој семинар, ќе работите со дали индивидуално, дали со група на деца и од исклучително значење за сите оние што секој учител по скијање треба да поседува и како да се однесува во работата со оние што сакаат да научат да скијат и не само со деца, бидејќи оваа тема може да се прилагоди и за возрастните, бидејќи има многу заеднички сегменти. Втората тема, ќе бидам во границите на договореното со професорот Владимир Вуксановиќ, иако гледајќи низ материјалите, ајде учителот по скијање, тоа е тоа отприлике она што би сакал да ви го кажам и главните моменти. Меѓутоа, кога се работи за скијање со деца, тоа е фантастично голем материјал кој за жал во 45 минути тешко да биде да го јас некако сублимирам. Меѓутоа, било кој да има некој интерес кој ќе биде заинтересиран нешто повеќе, ќе може да искомуницира со мене во секој момент. И да го поделиме искуството, бидејќи уште, не знам за слушателите, 93 до 97 година ја бев тренер во скијачки клуб работнички, со најмладата категорија, тоа се цицибани. Така ги нарекуваме во скијањето, најмладите. И имам искуство и со училишта од 4, 5, 6 годишна возраст. Така да и ќе имаме многу што да си кажеме, без обзир на она предавањето што ќе биде официјално во однос за овој семинар на менето. Значи, во секој момент јас сум ви достапен и на факултет може да дојдете и може да ми се јавите во секое време. И се надевам дека ќе споделиме искуство и на скијачките терени. Да се видиме, бидејќи една од улогата на учителот, бидејќи таму на крајот ова вториот слайд кој ќе го кои се елементите на ски учителот, последното јавен работник, тоа значи дека ќе мора да соработува со другите ски учители. И мислам дека напредокот на сите нас, па и на мене, еви на оваа возраст, која сум 55 години, што повеќе ќе поминувам време на семинари, на обука, на осознавање на нови работи што ќе бидат многу корисни и интересни и ќе можам да ги споделам со сите вас. Ово дењето во Словенија не беше само за мојот напредок, туку за сите оние што сакаат, еве за студентите пред сега не чека курс по скијање во февруари, се надевам, па и за сите вас ќе може да биде од големо значење да споделиме искуствата и мислам дека мојот напредок ќе биде и ваш напредок, како и вашиот напредок е и мој напредок. И ја го гледам тоа, комуникацијата е иако во овој дел од предавањето имаме комуникативни вештини и мислам дека е една од работите за напредокот на целата наша земја, барем во овој спорт, е од нашата меѓусебна комуникација. А ето и вовет ќе го оставиме сега, мислам дека се разбравме многу добро и отворен сум за сите. Тоа е тоа. Сега, кои се значајни елементи, ние ќе ги обработиме поединечно сите. Тоа е стручно лице или експерт скијање. Ние сите знаеме дека носиме одредени лиценци и меѓутоа мора да поседуваме одредени особини кои ќе можеме да се наречеме дека сме експерти. Комуникатор, комуникацијските вештини се исклучително значајни во комуникацијата пред се со децата. Зоре, извинете, можете само на фулскрин да ставите презентацијата? Фулскрин, само секунда. Каде тоа да го најдам? Негде у view таму горе. Фулскрин за да поубаво гледаме, вака многу ситно. Добро, само да видам.
Сега да го најдам само секунда. Не знам зашто да не го гледам ова. Аха, ево го, сега ќе најдам. А, немам опција тука, не знам каде да го најдам. Само секунда, ќе го најдам, не е проблем. Ако продолжете вие, ако најдемо ми време ќе ви кажеме, продолжете вие вака. Или у слайд-шоу, или у view горе, главни меню. А, Под насловот со црвено каде што пишува ликот. Под насловот има view. Веднаш. Проблемот е што ја го неам, чекате само секунда. Може да ме почекате секунда? Одма. Мој? Мој? Сега, само секунда. Абе на presentation mode. Presentation. Абе овде горе на Аха. кај тоа едно како чашка треба да биде А, долу. ево, доле, добро, сега ми е јасно, добро. Океј е сега? Да, готово. Сега се сети за што станува збор, бидејќи Супер, фала. од времето на короната не го работев ова, бидејќи за време на короната јас сите часови ги одржав со студентите практично во живо, вака немав ни едно предавање на Zoom. Браво, А, професор. Браво за тоа, така. супер. Да, сериозно, дури испитот рекреација ги направивме на клуб и у парк. Супер. А, Да. Добро, стручно лице, комуникатор, комуникацијските вештини се навистина многу значајни и ја во работата и со студенти и со децата навистина многу уложувам во тоа како ќе искомуницираме со децата, бидејќи ако гледаме македонскиот спорт генерално, не викам дека е така во скијањето, имаме сериозен проблем во таа комуникација со помладите. Воспитувач, знаете, може да воспитува само оној кој е добро воспитан. И јавен работник, го кажавме дека мора да соработува со сите, да посетува семинари, бидејќи еден семинар не значи многу, меѓутоа не значи и ништо, ако не посетува и други семинари, да се со цел да осознае што е можно повеќе. Како стручно лице, кои треба да бидат карактеристиките на еден ски учител? Значи, прво е надворешниот изглед, уредноста, односно личната хигиена, бидејќи ја и на моите студенти изборувам кога вака, пошто ве препознаваат вас луѓето кога комуницирате со нив, тоа е прво по воспитанието, второ е прво по личната хигиена, воспитувањето и стручноста. И тоа се трите елементи кои ве водат и по кои луѓето ќе стекнат или нема да стекнат доверба во вас како ски инструктор, без обзир колку сте вие добри во скијањето, или како ќе се представите, колку искуство имате и така натаму. Точноста е сериозен проблем во нашава држава. Кај мене на часови јас секогаш доаѓам 15-20 минути пред студентите. Тоа е поентата и да ги натерам нив и они кои ќе работат со деца, дали у школу, дали овие карактеристики тука не се однесуваат само на скијањето, меѓутоа мора да ги напоменеме кои се, какви се и да кажеме некој збор за нив. Сега на логорување кога бевме од 1 до 7 септември, ја обично са бајлен викав 15 до 7 станување, 14 минути до 7 е 1 минута доцнење. Мора ние да се научиме на точноста. Каде и да отидете во Европа, што и да работите, знаете дека луѓето ќе ве препознаваат вас по точноста, колку сте прецизни и точни. Доколку почнете да касните, веќе ќе дадете јасна слика за вас кои сте и што сте. И од многу големо исклучително значење во однос на оваа точка. Значи, прво е уредноста, второ е точноста. Уредноста
пред се надворешниот изглед, како сте облечени, надворешниот изглед. Не е дали сте убав или грд, тоа уопште не е ни важно. Коректноста во однесувањето е исто така сериозен проблем. Ја го поврзувам се ова со нашата средина, бидејќи сум направил анализа на она што се случува во комуникацијата, дали со деца, дали со возрастни, дали во училиштата. Коректноста морате секогаш во начинот на комуницирање, пред се со децата и со останатите, бидете коректни во комуникацијата, без обзир каква е спротивната страна. Вие сте едукатор, вие сте воспитувач, вие ќе бидете наставници кои ќе треба да воспитувате некого и затоа вие треба без обзир кој како се однесува со вас, вие со својата коректност да им покажете како треба. Често пати ние доаѓаме во ситуација да се соочиме и да реагираме и така натаму, меѓутоа во секоја ситуација ние треба да останеме доследни на своето ниво и титулата која носиме. Во оваа ситуација ние сме учител по скијање. Мотивиран. Како велат, една од најубавите пораки што сум ги добил од студентите, велат вака: не е доволно да научите некого, не е доволно да ги одржите сите часови, не е доволно да кажете колку вие знаете за некоја област, без наметнување, нели? Големиот учител по скијање и големиот професор, наставник е оној што знае да ги мотивира своите ученици и своите студенти. Значи, едно од најважните работи, вие треба да бидете мотиватор. Ние во текот на предавањето, после скијањето со деца, ќе повториме многу работи, меѓутоа ово е мене од исклучителна важност. Мотивацијата да им ја дадете на оние што учат на скијање. Учат да скијат и така. Не збориме за овој спорт за што сме дојдени денеска. Доследноста во кажаното, доследноста во она што го правите, мора да остане до крај. Многу е лошо да бидејќи, знаете како, на децата има едно важно правило. На децата не им зборувајте, на децата покажете им. Они се феноменални имитатори. И доследноста, они приметуваат све што правите. Они у момент ќе ве оценат она што ќе го кажете, она што ќе го покажете, дали доследно стоите за тоа. И затоа внимавајте на обично добро. Секој се наоѓа во различни ситуации во животот, па и како инструктор по скијање и можеби често пати ќе речеш во себе, знаете дека човек у суштина треба да биде прагматичен и да се прилагодува кон новонастанатата ситуација. Ниедна програма не е дадена сама по себе и мора доследно да се држиме до тоа, меѓутоа промената да што биде по-безазлена за да не се примети големи разлики во она што сте го кажале претходно и што сте го кажале после тоа. Грижлив. Секој ќе ве примети, родителите. Прво, ова не се работи само за децата, тука се работи за родителите, бидејќи родителите се оние што ви ги даваат децата имаат доверба во вас и ја стекнале на одреден начин. И она се претходно што го кажавме, начинот, а после ќе дојдат оние важните моменти, начинот на комуникација. Тука е можно, бидејќи не се работи само за самите деца. Родителите ќе ве приметат дали сте достојни да се грижите за неговото дете. И тоа е многу важна карактеристика. А кога ќе дојдеме до самите деца пред се ќе ве засакаат, кога ќе видите дека се грижите за нив, за сите нивни постапки, кога ќе се најдете на снег, како комуницирате со нив, ќе видите колку вие, бидејќи знаете во животот, немојте да се навредите вие, не станува збор за вас. Има инструктори што учители по скијање што гледа само да заработи и така натаму, меѓутоа мислам дека јас сум барем од тие генерации дека таа работа нормално важна е секогаш заработката, меѓутоа пред се до тоа да дојдеме преку начинот на однесување, како ние се однесуваме со децата, односно оваа компонента колку ние се грижиме за нив. И затоа целите себе треба да се дадете во таа комуникација со децата, да не бидете површни во тоа. Детето ќе ве примети.
И ова психолошки, знам дека имавте часови по психологија, меѓутоа начинот на однесување е многу важен, бидејќи грижата за децата има едно златно правило на спортот, не знам дали вие сте го слушнале. Златното правило на спортот вели: однесувајте се кон некое дете или кон некого онака како што вие би сакале некој да се однесува кон вашите деца. Па секогаш кога работите нешто и часови по скијање и работа со млади, возрастни и така натаму, посебно со деца, важи ова правило. И сетете се на тоа. Вие сите ќе имате или ќе имате деца, како велите, овој не се однесува кон моето дете, сега ќе види убаво. Затоа и вие треба да се однесувате кон секое дете како што вие би сакале да се однесуват кон вашето дете. Сталожени, мирни, значи без кога работите на учители по скијање и работите на терен, секогаш бидете мирни, сталожени, бидејќи има различни ситуации на терен. Имате снег, ветар, имате врнежниот снег, имате магла и така натаму. Знаете што значи паниката во секоја ситуација. Секогаш останете сталожени. А можете да останете сталожени доколку ги знаете основните правила на однесување на снег во однос на било каква временска ситуација, и не само во однос на временската ситуација, деку и во однос на барањата на децата. Некој дете ќе биде импулсивно, некој ќе биде, знаете какви се децата, и треба да бидат такви. Тие се деца, меѓутоа ние сме возрастни и ние треба да им кажеме на децата какви да бидат тие. Со своето однесување и со својот лик, тие треба да ве следат вас. Одговорни кон работата што ја работите. Одговорноста е многу важна и мислам дека повторно ќе поврзам тоа со што се случува во нашата средина. Едноставно не постои одговорност. Вие сте одговорни пред децата и пред родителите, и одговорни сте бидејќи вие сте тој што сте побарале да се грижите за некој дете, односно да го научите, и намерно го кажав ова, да се грижите за некој дете, бидејќи учењето, скијачките ликови, учењето на техниката е помалце важно од она што претходно ние што го кажавме. Затоа одговорноста мора да биде на многу високо ниво. Аниматор, вие треба да ги анимирате децата на различен начин, потоа имаме некои комуникацијски вештини, како тоа да се направи и така натаму. Педагошки, прво треба да бидете педагог, треба да бидете и да имате вербални способности, за кои ќе стане подоцна збор. Педагог, сите ние треба да бидеме во однос на деца, да внимаваме како се однесуваме, бидејќи вие сте учители, како и сите ние учители на снег, сте учители како и учителите во училиштата, дали е тоа предшколска возраст, дали е рана школска возраст и така натаму. Значи, педагошката компонента е една од примарните, како и овде не сум го ставил, меѓутоа секако дека се подразбира и психолошката компонента. Оној што не сака деца, подобро да не работи со деца. И тоа е основното правило. Добар демонстратор на скијачките ликови, не треба да бидете супер инструктор. Меѓутоа треба да бидете коректно да ги изведувате скијачките ликови, односно што значи тоа добар демонстратор. Секој лик да го демонстрирате на оној начин на кој што треба. Познавање на странски јазик, нормално доколку вие работите со некој друг. Стручно знаење, што се смета во професионална смисла и стручна смисла, што значи тоа? Значи и теоретско и практично познавање на скијачките ликови. Теоретското познавање, нормално практичното е едно и теоретското е друго, бидејќи вие секогаш треба и да го објасните тоа. Подоста ќе видиме дали објаснувањата ќе бидат во зависност од возраста, од условите во кои се изведуваат часовите. Значи, треба да имате и одредено теоретско знаење. Методски вежби, ова е клучното, методиката е клучна во однос на вашето познавање на скијањето. Методиката, предвежбите се клучни за да вие дојдете до некој скијачки лик. Што значи тоа? За да го обработите, за да правилно
го изведете, односно знаете за скијачкиот лик, да речеме свио кон брег, го знаете сите, нели? Вие треба да научите методски предвежби како вие да дојдете до скијачкиот лик. И тоа е суштината тоа е уствари најважното што вас ќе ве одели од сериозни ски учители до оние кои се лаици и така натаму. Колку вежби и предвежби знаете во однос на еден скијачки лик, толку сте вие квалитетен ски инструктор. Корективни вежби за грешките кои настануваат во скијањето е многу важна, она е многу важен елемент кој вие исто така треба да го познаете. Исто како методските вежби за да дојдете до некој скијачки лик. Например, вие веќе кога ќе видите дека се спушта некој, ќе го земеме наједноставниот лик, спуштање право. Спуштање право, вие веќе треба при првото спуштање право да учите колку се свиткани колената, дали седи назад, од основната погрешка нели на почетокот што ја прават е седење на назад. Сега, со кои вежби да дојдеме до тоа да не седи во седната положба и така, да се навалува во едната, во другата страна и така натаму. Добро, од тоа значи спаѓа и тоа значи уствари да бидете, нели, во медицината се користи тоа диагностичар, меѓутоа во скијањето ние ќе го искористиме исто така да ги открива грешките на време. Едноставно тоа се носи во себе, откривањето на грешките, диагностиката, меѓутоа исто така може и да се научи. Со квалитетен инструктор, како што се вашите инструктори на снег и така натаму, можете точно да ви покаже еден елемент кој ќе се покаже, да уочите што му недостасува на некого. Бидејќи до совршенството во скијањето, иако тука не зборуваме можеби за такмичарско скијање, меѓутоа зборуваме за коректно изведување на одреден скијачки лик. Како да дојдеме до него? Нормално е дека преку диагностиката што ја носиме во нас, треба да покажете како, на кој начин ние да ги и со кои вежби треба да елиминираме она што е погрешно направено. Зошто се вели програмер? Значи, вие пред тоа не можете да очекувате да дојдете на снег, еве ги децата, почнуваме сега и така натаму. Вие морате да бидете претходно подготвени и да ја осмислите наставата како ќе тече со тие деца, бидејќи вас не ви се децата дадени онака. Вие ќе зборуваме во другиот дел од предавањето, претходно треба да знаете да осмислите што ќе работите. И немојте да се срамите, ја тоа го правам. Ја кога ќе излезам на снег со моите студенти и со деца, ја веќе осмислената настава е ставена на хартија. Не е срамота да имате тефтер пред вас, да осмислите претходно што треба да правите во текот на наставата. Не можете едноставно да се, ние, и за мене важи, и за ваш, едноставно доаѓаме, чекај ќе видам ова, чекај ќе видам ова, не знам, ова не чини и така натаму. Преку самата настава не значи дека секоја вежба е погодена, меѓутоа вие морате да го осмислено пред тоа да го имате што ќе работите во текот на наставата. Да ги имате напашано вежби, предвежби, што ако, мислам дека на едно од предавањата имавте вежби за отклонување на грешките и така натаму. И вие сте реализатор кој нормално со вашиот начин на действување и скијање ќе може да влијаете врз подобрувањето на скијањето и така натаму. Добро. Значи, често пати сме слушнале поимот добар практичар, добар во наставата и така натаму, меѓутоа во секое време мора да одговорите на овие прашања. Што да се вежба, зошто се вежба, како и колку да се вежба. Бидејќи од зависност од возраста пред се од возраста на учесниците, оние што сакаат да го поминат курсот по скијање, морате пред се да одговорите на овие 4 прашања и бидејќи сами се наоѓате на снегот, вие секогаш морате да се најдете во различни ситуации и точно можете да го видите на слайдот, бидејќи работите со деца, група деца и така натаму. Кога работите со помала возраст, тогаш одговорноста на оние сите принципи, елементи што треба да ги поседувате,
Поголема е одговорноста кога работите, со секогаш треба да бидете одговорен, меѓутоа пред се со децата, бидејќи они може да се најдат и во различни временски ситуации на учењето на скијачките ликови и така натаму, и секогаш вие треба да бидете подготвени претходно, значи веројатно тука треба да дојдете до одредени сознанија за метеорологијата, како што и така натаму, затоа што се тоа различни ситуации и секогаш вие треба да бидете подготвени и соодветно да одговорите на различните временски ситуации. Комуникацијата е многу важна. Знаеме дека денеска, претходно што кажавме, ние често знаеме да кажеме, одличен е он како скијач, меѓутоа кога имате дете или група деца, едно е да имате возрастни, едно имате деца. Од особена важност е како вие ќе искомуницирате со децата и на кој начин. Вие децата треба да ги третирате како личност, меѓутоа начинот на комуникација треба да биде соодветен со својата возраст. Во следниот дел на предавањата имаме тамо од 3 до 5 годишна возраст и 6 до 9. Мислам дека е тоа најчесто децата ќе ви доаѓаат веројатно на таа возраст, и тоа е толку осетлива возраст каде што секој збор, секоја вербална и невербална комуникација е од големо значење. Ќе ви кажам и друг пример. И нормално комуникацијата, ова е сега повеќе, ова што го кажавме, дека зависи од возраста на учениците. Значи, кога работите со деца, немојте да се правите големи искрутори, немојте да мислите дека овој момент ја ви се обраќам само вас, важи и за мене. Значи, да користите начин на однесување и јазик и зборови кои ќе бидат соодветни за нив. Значи, вие треба да можеби да го проучиме сите ние начинот на кој децата комуницираат. Да се спуштите на нивното ниво, па јас би рекол често пати и под нивното ниво на комуникација, за да по-лесно децата ве прифатат, да бидете по-што достапни за нив. Затоа што постојат инструктори, јас сум ги гледал, користат така, па земете ги политичарите. Такви зборови користат, кај што не разбирливи, а народот знаете каков е. Неразбирлив јазик, леле колку е добар овој. Значи, детето мора да ве разбере. Јазикот со кој комуницирате да биде прилагоден за нивната возраст. Затоа и го дадов овој пример, може би е смешен. Водите деца на скијање, идете, нели ве викаат во Италија, а вие им зборувате кинески. Тоа не може да биде така. Или да се поставувате. Вие нема да бидете поголем инструктор ако им покажувате на децата колку знаете да скиите и така. Вие ќе бидете голем инструктор и голем педагог, и оно што претходно го кажавме, колку ќе знаете да стимнете и да бидете достапни за нивото на некое дете. Понатаму. Говорната артикулација. Извинете, професоре, извинете. Да. Гледам, Кире има дигнато рака. Кире, повели, сакаш нешто да кажеш, да додадеш? Слободно. Па сакам да ве поздравам и да ви кажам дека ни е особено чест што сме тука седне со нашиот ценет Горан. И да ве поздравиме дека во моментов, не знам дали не гледате со аудио, а ние сме на еден камп од денес, почнуваме една школа на Кополник. И ова е една игра Мапија, која што во моментот се одвива со еден од нашите инструктори. Феноменално. Ево ова што го кажувате во пракса, како функционира. Баш се вклучивме за тоа што сакавме да ви покажеме. Дечки, Да, го поздравуваме супер. тука публика. Браво, дечки, на сите. Кире, секоја чест, бидете со децата, бидете деца. И тоа е многу важно. Немојте со децата да изиграваме сите, и за мене важи. Мислам да го бидете едноставно, играјте се со нив. Тоа сакав, кога го зборевте, ме подсетивте на тоа ни се случува во моментов и сакав да споделам. Ви благодарам, извинете ако ви земавме време. Не, уопште, мене ми е драго што се вклучи, поздрави ги сите од мене, и ова, мислам, у секоја ситуација ќе можеме да ја искомуницираме, бидејќи ова е некако, знам дека си ти психолог и знам дека ќе имаш доста реакции на ова, се надевам позитивни. И немој ако случајно негде зборам малце за психологија да не ми се налутиш, меѓутоа тоа е дел.
и педагогија и психологија се заедничко нешто што се испреплетува. Вие сте ми биле пример, узор и секогаш се гордам со вас. Се слагам и само напред. Фала ви многу. Фала многу, уживајте таму, поздравете ги Чао. дечињата. Тоа е исто така многу важно кога ќе видите кога ќе работите, многу е важно какви ќе бидете во изразувањето. Обично луѓето што не ја познаваат областа и затоа ви го велам она претходното и ве провоцирам и ве мотивирам да бидете кратки, јасни и доволно гласни во вашето затоа што со тоа оставате впечаток дека вие знаете таа проблематика. И ова не се работи само за скијањето. Било која област да ја земете, вие ќе видите дека кога сте кратки, јасни и доволно гласни да ве слушнат, не зборувате, често пати нели ние знаеме да кажеме види го зборува самиот на себе. Тоаш не оставате впечаток на компетентна личност за она што го работите. И посебно гласноста нема да збориме колку е таа важна, кратки и јасни децата. Бидете во изразувањето кратки и јасни. Немојте долги реченици, немојте 5 минути објаснување, бидејќи после ќе видиме во зависност од возраста зошто е тоа така. Одмерен во обраќањето, во говорот, еве Јаков ја објаснува сега што значи живописност. Значи поинтересно е децата го прифаќаат тоа нешто ќе му кажете, ако сте, па ја ќе го кажам овај темпераменти, интонацијата, дикцијата, кога ќе го повишите гласот. Меѓутоа, сето ова, да не се задружувам премногу, бидејќи, не знам, ја би можел да зборувам со вас 2 дена, меѓутоа времето лета и затоа ќе се ограничам малце. Бидете живописни, кога ќе објаснувате вака и со гестикулација и тонот и бојата на гласот, интонацијата и така натаму, многу поприфатливи се ќе видите дека уствари ќе сватите дека они се грижите за нив и сакате да ги научите, сакате, знаат дека сте дел од нив. Не сте дојдени само тамо, заврши часот, те молам плати ми за наставата, барем ја не сум таков. Има и така натаму. Кога се комуницира, пораките, затоа и го кажавме претходно, да бидат кратки, затоа што детето кратките пораки запомнува. Асоцијативни, да знае дека се однесува на нешто и така натаму. Бидете со цел да бидат запаметени. Количината на информациите е многу важно, значи кога комуницирате со децата во скијањето, е многу важно да имате мал број мала количина на информации што сакате да им ја пренесете. Бидејќи претходно што кажав ја, многу е важно да биде запаметено она што ќе им го кажете. И затоа децата, знаете, понатамошниот дел од предавањето, од 3 до 5 годишна возраст, луѓе, па 10-15 минути и тоа им е многу некојаш на нив. И замислете, вие им зборувате. Вие треба да се играте со нив преку играта, па може би преку играта да им кажете некое правило на однесување и така натаму. Тоа е таа количина, односно на крајот на слайдот може да видите, да добиете повратна информација. Ја бев вчера во училиштето Петар Пофарсов и во Кочо Рацин превчера и им зборував за важноста на физичката активност и за потеклото на човекот. Интересно предавање, да не ви покажувам сега моментално човеколики, мајмуни и така натаму, се шегувам малце. И на крајот наставничката ги праша: деца, што запомнивте? И тие дигаа рака: запомнив колку е важно физички активен, запомнив првиот прачовек дека се вика Луси, дека ова, дека она и така натаму. И тоа ми беше мене важно, тоа е таа двонасочна комуникација, не само да вие зборувате пред нив. Добар инструктор и добар теоретичар и практичар е оној што ќе дозволи да го прашате. И вие на прашањата треба да одговорите. Тоа ве прави вас добар инструктор. И затоа е таа многу важно децата да ги прашате што запомните од ова што ви го кажав, затоа што ви е важна повратната информација. Ако они ќутат цело време, не е нешто во ред. Не значи тоа ако ќутат дека вие добро, ја им кажав, они не одговарате. Вие треба ги мотивирате да прашаат. Меѓутоа, пред да почнат часовите со вашето однесување и доверба која ќе ја стекнат, да ги натерате да ве прашаат, да се осеќаат слободни во таа комуникација. Значи, најлошо е да не прашате. Најлошо е да мислите дека знаат. И ќе речете:
Добро. Не треба да бидете стрекни ако не ве прашаат. Стрекни бидете ако има двонасочна комуникација, ако ви постават прашање околу некој проблем. Ние треба да одговориме и јас и вие. И затоа е многу важно да бидеме супер теоретски и практично подковани. Понатаму. Временските услови, често пати знаеме дека кога ќе ја поставиме групата или децата во која се работи, многу е важна температурата на воздухот. Замислете вие на минусна температура да им зборувате 5-6 минути. Готовиот часот отиде. Значи, кратка информација, за да може да се движите. Нормално, само да не заборавам, температурата на воздухот зависи и дали ќе ги изнесете на снег или не. Ја можам да ви кажам едно мое искуство. 97 година во Капрун, Австрија, скијачки клуб работнички отидоа таму на подготовки. И ја работев со најмладите, имаше дечиња од 6-7 годишна возраст, и тоа беше мислам, се уште млад бев, колку има 20, па и не толку млад, 27-8 години, многу искусен. Не? И со дечињата се качевме на Капрун, температурата, меѓутоа ја претходно не ја видов колкава е, беше минус 17. И големо искуство за мене на едно од девојчињата кога се качи на ски лифт, бидејќи тоа се сериозни висини, одеднаш некако со телото покажа дека не е нешто во ред, имаше одредено замрзнување на диштите патишта и нормално одма ја однесовме на топло чајче и дадовме и све беше во ред. И затоа е многу важно на која температура ги изнесувате децата, не мора да се одржи са часот по секоја цена. Друго е ова што ви пишал сончево време, магловито, облачно, ветровито, снежно и така натаму. И тоа температурата на воздухот е многу важна во начинот на објаснувањето, кратко, јасно, следете ме мене и така натаму. Ке има во наредните денови прилика или на кај што е температурата подобра, кај што се условите за комуникација подобри, ќе можете да им кажете на што сте мислили и подолго да им објасните, и ако рековме дека за децата кратки, јасни, размизливи и секогаш да имате повратна информација. Маглата е со маглата нема играчки. Ајде кога се наоѓате на жутиот ски лифт тука, меѓутоа и кога сте на жутиот ски лифт, како важи правилото одењето во планина, најмалце двајца, и водно да се работи, правилото најмалце двајца и за планинарење, така и кога е магловито, без обри што се работи за жутиот ски лифт, секогаш внимавајте каде се децата, да видат, да имате простор пред вас, поблиску до вас да бидат, сите да бидат на број. И тука, со маглата, кога станува збор, нема јуначење со тоа, јас го знам теренот, нема никаков проблем, нема играчка со такви работи, бидејќи многу малце фали да се случи нешто што не треба. Нормално, физичка и ментална состојба на оние што работат, вие претходно кога комуницирате со децата, морате да го видите и карактерот, начинот на однесување на тие деца, да видите со кој имате работа. Замислите ова претходно што беше кажано, може некое дете брзо го фаќа паника, може импулсивно, може би реагира непотребно во одредени ситуации. Вие секогаш тоа треба да го знаете претходно каква е нивната и ментална и физичка состојба. Од физичката состојба вежбите што ги прави, дали може да ги следи. Нормално, за децата нема некои сериозни вежби, меѓутоа имате деца, може би, претходно да се провери здравствената состојба на секој дете. Ја ова го кажувам на студентите на час и гледате како све е поврзано на некој начин. Не е само тоа дека се работи за мали или возрастни. Значи, секогаш јас кога работам со деца и на студентите им кажувам, кога правите тренинг, кога правите рекреација, дали е аеробик, дали е групни фитнес активности и така натаму, никогаш не почнувајте работа без да знаете каков е здравствениот статус на тие што вежбаат. Ова со децата треба секогаш, ова значи децата кои ќе знае или ќе дое со родителот, може би некој дете има астма. Вие тоа треба да го знаете. И треба може би да сте подготвени од дали ќе го прифатите или не. Тоа зависи до вас. Значи, мора да знаете секогаш нивната ментална и здравствена состојба. Понатаму. Вербална комуникација, значи што е тоа? Комуникација со изговорени зборови, ова некоја дефиниција ви кажав, чисто вас да ве постојат доречени и недоречени разговори, меѓутоа еве да речеме какви инструктори све постојат,
Ја се потрудив малце да мислам дека ова ќе ви биде интересно. Значи, недоречен инструктор, оној што сака да се направи важен, одеднаш им соопштува се. А рековме, нели рековме претходно, кратки, јасни и разбирливи. Не образложува своето размислување, вие мислите дека и не треба да го образложите, али ако требате да им кажете што треба да направи, веројатно треба и да им образложите зошто тоа се случува. Инструкторот ќе ги натерате да го направите тоа и едноставно не се грижите, одnosno се враќаме на она карактеристика на еден ски лик на ски инструкторот, дека едноставно грижливоста е многу важна карактеристика, едноставно вие сте дојдени тамо да искија, да си ги земете парите и така натаму, и не ве интересира последицата каква ќе биде на тоа. Споредби, проверувањето кај детето, многу важно е да го проверите своето мислење на децата. Вие да им дадете одредена задача да направи нешто, или без обзир како се осеќате, како се чувствувате и така натаму, интересно е. Многу е важно повратната информација како детето се чувствува, што мисли за тоа што го направило. Тоа е многу важно, затоа што постоја книги уште пред 60 години. За жал ние не ги читаме. И вашето дете е личност. Секој дете е личност. Не ги третирајте како деца што не знаат ништо. Тие се третираат како личности, така и треба да се однесувате кон секој дете. Кои се доречени, конкретни, го образложуваат контра на ова све што го кажавме сега, го интересираат последиците, споредби, го проверува своето размислување, у смисла јасно ви е, не ви е јасно, добро е, лошо е и така начал. Се вклучува у разговор, а не само вие едностранна комуникација, кажувате, ај следете ме и готово. Не е добро. Ја сега денеска зборуваме за тоа како треба да биде. И го кажам моето мислење. Може би некој од вас ќе рече, прочитав литература, едноставно автократски тип треба да биде инструктор и така натаму, не треба да биде демократски и така натаму, нели имаме различни видови на инструктори какви треба да бидат. Понатаму идем. Пораките треба да имаат своја цел, планирани, свесни и да имаат она што го кажавме претходно, нема да се задржуваме. Значи, тој треба да биде и разбирлив или неразбирлив. Што значи тоа? Едноставен, ова на кратко само ви кажав, кратко, предпознатив. Ова го кажавме све до сега, меѓутоа, еве да го имате и на ова да си запишете, да полесно ќе ви остане во сеќавање, иако ова предавање ќе го имате ќе можете да си прочитате од него. Кратки, препознатливи, конкретни, прегледен, поврзан, важен, рашчленето да биде не одеднашка целата информација. Малку зборови, ова е многу интересно, ја кога го најдов викам ова ќе биде супер и можеби и од вас како повратна информација, малку зборови, многу информации. И тоа е она претходно, кога работите со деца, малку зборови требаат, јасни, конкретни, прецизни и така натаму, интересни. Ова како јас со вас што зборувам и на часовите со студентите, многу сакаат децата да бидете интересни, да бидете аниматори, да бидете како игротека да работите и да го привлечете неговото внимание. Неразбирливи кои се? Најчесто инструкторите што имаат големо мислење за себе, а се не знам колку имаат познавање, недоволно веројатно, они се комплицирани, непрепознатливи, замислете на децата она што го италијаните кинески им збориш и некои, како да кажам, високо академски зборови и децата те гледаат тебе, климаат со главата бидејќи тие се во твојата група, па мора да кажат да и така натаму. Тоа не е добро. Непрегледни, опширни, ова сега контра на она што предска го кажавме, многу зборови, а малку информации. Зборуваш, а поентата не ја кажуваш. Неразбирливи, секогаш кога зборувате со децата, давајте им примери. Дали се тоа приказни, дали се тоа случки, дали се тоа песнички, некои и така натаму. И тоа е. Говорот на телото, невербалната комуникација е исклучително многу важна за мене. И ниво училиштата, ниво семејствата не се работи за таа невербална комуникација, односно говорот на телото, ќе го наречеме. Ставот на телото, држењето на телото. Многу голема разлика има кога ќе застанете пред деца. Дали сте исправени или сте згрбавени. И одма по тоа децата можеби у тој момент нема да ве приметат, меѓутоа кога работите можеби со некоја посериозна возраст ќе ве приметат.
ставот на телото, држењето на телото, зборува дали вие знаете или не. Мимика, челото, образто, уста, насмевката. Ова сакам да ви кажам околу мимиката на телото. Има еден пример, за жал ја, како лета време, ја не можам да го 8 сата, не сме почнали втората тема, меѓутоа, мимиката. Знаете ли што значи за едно дете, ако ве праша дали сум добар? Вие, тоа толку нив им значи да направи нешто добро. Не мора да биде совршено, али наградете го трудот што го прават. Не мора да биде тоа идеално, ама се потрудило детето да направи нешто. Тоа е проблемот во целиот наш спорт. Мислам, јас што можам да го приметам. Замислете што ќе се случи со едно дете ако ве праша дали е добро и ве му кажете добро е. А во истиот момент се свртите на некој ваш познат и му кажете, а детето ве види. Сте ставиле крај на неговото бавење со спорт. И крај на неговата, ја уништувате неговата самодоверба. А самодовербата, креативноста на едно дете е клучно за неговиот понатамешен развој. Затоа беше она претходното ликови елементите на наставникот. Бидете мотиватор, мотивирајте ги. Не мора да е тоа совршено, нема да е натпрва. Наградете го трудот. Трудот се наградува. Контакт со очите, нели, сите ние знаеме поглед, зениците се шират, се стеснуваат, смеење, гласови без вербална содржина, како што сум ги ставил јас тука и така натаму. Све е тоа важно. Оно што делото, претходно сакав да го кажам, многу важна работа во односот на работата со деца. И примерот е Јелена Генчич, првиот тренер на Новак Џоковиќ, сајќи одиме малце на тенис, меѓутоа поентата е важна во односот на мотивацијата на децата. Зашто е таа клучна? И она вели, почината пред 10 години, првиот негов тренер, и она вели, ја никогаш на Новак не му кажав дека не чини. Ја му кажав секогаш добро е, ама ајде да видиме дали ќе направиш подобро. И вие кој на дете ќе му кажете добро е, и со мимиките, со гестикулацијата, со насмевката, со поддршката да направи, оно расте во себе. Ако ќе му кажете не чини, како што е македонскиот спорт у 80-90% случаи, моje мислење, вие го уништувате и креативноста, и самодовербата, што се клучни, пак ќе повторам, за развој на едно дете. Не користете негативни зборови, користете позитивни зборови. Позитивни зборови на мотивација, на поддршка, да бидат расположени, да уживаат у тоа што го прават. И одеднашка он вели, добро е, супер сум, тренерот ми вели, многу сум добар. Ама после ми вели, ајде уште подобро. Значи ја имам потенцијал да направам уште подобро. Генијално. Генијално. Тука на овие простори тоа ретко се гледа, за жал. Идеме понатаму. Говор на раце, големи, добро, допирите. Внимавајте кога работите со деца. Јас знам дека мои студенти кога отидаа во Америка и се работеше за кампување или скијање, не може да се сетам више пред 20 години, колку било важно. Знаете како е, има машки инструктори, имате девојчиња. Имате женски инструктори, имате машки. Допирот, милувањето, тапкањето, дали тоа треба да го правите? Во кој момент ќе го направите? Гуштете го, знаете, они самите ќе покажат дали сакате да ги гушкате. Не идете вие, чека да ве гушкам и така. Децата сами ќе покажат дали сакаат. Тапкањето, прегрнувањето има посебно значење и секое дете тоа може различно да го свати. Затоа во зависност од возраста внимавајте и со овои работи како што треба да се. За облекувањето рековме и така натаму. Идеме понатаму. Добро, ова го кажавме, само да видам, бидејќи доста работи. Воспитувач, оно го кажавме дека воспитувачот да воспитува еден учител по скијање, може да воспитува само оној што е добро воспитан. Другиот не може да воспитува, бидејќи детето ќе го научи, како што видите, на правилни принципи, на етика, на морални вредности и така натаму. И принципите, затоа и ви ставив дека честност, искреност, децата ќе ве приметат одма колку сте искрени и честни со нив. Тоа се основните принципи на работа со група на еден инструктор. И треба да ги убедите децата со вашето однесување во тие принципи. Ова го рековме
одмерен, отворен кон скијачите, пријателски однос, да ајде да идеме малце напред, бидејќи ова е исто интересно, што не смеете да бидете? Недоречени, да почнете да зборувате, а не се докажете. И они од култура, децава, или од, деца сме, па дај помалце што збори, што е добро, нема ни да примете дали не сте добро. Али не смеете да бидете недоречени. Секогаш мора да го довршите она што ќе го кажете. Површни, не можете да кажете ради реда нешто. Неуредни, груби, у комуникацијата најлоша е грубоста. Што правиш ти и така натаму, седи таму. Тоа се лоши начини на однесување. Ја имав една дипломска пред 15 на години. Дипломската се состоеше кои зборови наставникот по физичко треба да ги употребува. 50 збора кои треба да ги употребуваат се со децата. Исфрлете го, не чини. Не знаеш. Не е добро. Имате друг начин, ви го кажав примерот со Новак Џоковиќ. Добро е, ајде да пробаме подобро. Секојаш бидете позитивни. Исфрлете го и тоа, леле, мајко што направи и така натаму. Неодлучни, иронични и саркастични. Најлоши дел од хуморот на еден човек е со деца посебно иронијата и сарказмот. Преку алкохолот, па да не зборуваме за овие работи, ја морав да ги ставам. Мислам, алкохолизирани да дојдете на терен. Има и такви случаи. Ќе го помирисате, тоа е недопустливо. Својот изглед, средени, уредни, не реков дека дали убави или така, или ружни и така натаму. И тој на крајот, затоа го болдирав ова, вие сте важен фактор во воспитувањето на младите со своето однесување. Внимателни, срдечни, смирени, исполнителни, природен начин на однесување. Бидете тоа што сте. Луѓето поише децата го почитуваат онакви какви што сте природно. Знаете, во нашата средина има некои сакаат да се направат. Немојте никогаш да бидете тоа што не сте. И да нешто не е во ред со вашето однесување, нешто да не е на највисоко ниво, ама поприфатливи за луѓето ќе бидете онакви какви што сте. И секогаш децата ќе ја препознаат вашата енергија. Енергијата е она што ве води вас напред. Дајте енергијата на групата. Она све што претходно го кажавме, какви да се условите, каква да е групата, какви да се децата, какви се да се темперамент, возраст и така натаму. Секогаш енергијата е она што ќе ви направи вашиот курс по скијање како што треба. Ова го кажавме на почеток. Јавен работник, не заборавајте. Значи, треба секогаш да ги знаете своите права и обврски. Мора да членувате во некоја организација, тоа е оваа вашата исија и така натаму, стручни семинари, јавни трибини, емисии, собири и така натаму, не само во земјата и во странство. Кога ќе отидете надвор, ќе видите, и за мене важи. Јас, мојот пример, не сум самобендисан, немам суета, сакам да учам, и на овие години, колку и да може би знам, секогаш има нешто да се научи. Првиот пат кога отидов на Рогла, со словенските инструктори, јас си застана во ред да учам како детенце. Не да кажам јас сум Горан Никовски, професор на факултетот, нив не ги интересира тоа. Нив ги интересира, работиш како што треба или не работиш. И кога застанав првиот пат со нив, ова е пред 6-7 години, точно тоа не ти чини, супер, ја учам, одам понатаму. И затоа на надоградувањето нема крај. И сакам да ви кажам, бидете отворени, open mind, како се вели, и учете во секој момент. Не знам све, се надоградувам во секој момент и секоја година ја по 2 пати ќе одам во Словенија на Рогла. Една вежба да научам, мена ми се исплатило одењето таму. Се враќам побогат и ќе можам да го пренесам знаењето на вас, на моите студенти, на децата. И така натаму. Добро. Ова е мала порака за вас. Треба да бидете некој со своето начин на однесувањето. И тоа е. Одиме на вториот дел? Ако вас не ви смета, можеме и вториот дел. Вака Да, сега, прво Добро. сакав вас да ве прашам околу ова предавање, како се осеќавте, како се чувствувавте, морав малце побрзо и временски така беше ми е наложен, иако излегов од времето, ми е 45 минути, ја останав час време,
и веројатно многу работи што не сме ги кажале. Можете да ме прашате било што? Јас само сакам да ви кажам дека вие ми бивте мене професор во Цицибани. Сега се сетив. 90 и некоја. Со Дивна Пенчиш заедно. Бевме Па во ето, Бистра сместени. баш ми е драго вака што, па веројатно она што го зборувам сега ви е познато нешто. Значи, сега се сетив и ја, многу години се поминати и многу ми е драго што ве гледам. Не, Предпоставувам тоа дека сакам виде не е можно волку млад да биде овој човек. да. Мала шала, да се нашали. Ви Не беше знам како драго. го. Да, и мене ми е исто драго што Да. се јави вака и ќе се надевам можете, значи еве и Дејане тука, дојдете у канцеларија кога сакате, имам многу литература, Задолжително. дури еве една книгичка да ви покажам, ова е скијањето игра и е преведена на српски, има на словенски, кој сака да чисто, ете, и јас си учам нон-стоп, еве, некој момент, дојдете, можете било кој да ја ископира, ако сакате можеме и да нарачаме за целата ова. Баш интересно, дури направени се и некои брошури, кои ја извадив доста и како джепна брошура е за скијање со деца. Одлично. И фантастични, многу интересни работи може да се најдат таму, иако литература наистина ја многу. Ве поканувам во секое време, дојдете, И јавете се, па еве ќе испиеме по едно сокче, пошто не пијам кафе. Се шалам. Може. И помешав малце пивото и сокчето, да. Така да, мислам дека, ете, тебе ти текнало на тоа време со цицибаните како работев и мене ми е тоа, кој што знае да работи со деца, другото не е проблем. Тоа е... Прашајте нешто околу ова. Па еве, јас мислам дека сакам да прашам нешто. Секако. Прво предавањето беше супер, многу ми се допадна. Сакам да прашам, еве, што се случува, пример, во група, еве, 5 деца, и едното константно, да кажам, е поназад од другите, не напредува како другите, ама нема опција да се стави во некоја друга група, да кажам, да се смени групата. Што треба да се превземе во таква ситуација? Секогаш ќе најдете деца со различни моторички предзнаења, вештини за скијањето и така натаму, некој оди понапред, некој оди поназад. Меѓутоа, вие имате две опции. Едната опција е со другите деца да им дадете различни вежби преку кои тој ќе напредува и на некој начин не мора да ги стигне другите, уопште не се работи дали ќе ги стигне. Или на тоа дете мимо групата да му покажете, например, вежби што треба да ги помине. Например, не е тоа проблем, али многу е важно, што е важно тука. Не е важно што ќе оставите на страна и така натаму, пошто вашата група треба да напредува, да речеме вие имате деца и треба да напредуваат истовремено, нели? За да ве следат. Вие ги имате тука и други важни фактори. Начинот на како кој ќе искомуницирате со тоа дете да му кажете, слушај, имам посебно вежбички за тебе на кои треба да ги совладаш и така и веројатно затоа што родителите го пуштаат тоа дете во комуникација соодветна со родителите, бидејќи имате психолошка комуникација, психологија на комуникација и со родители и со деца. И такви книги имам и тоа ќе ви поминувам и така натаму како треба да стои. Меѓутоа, многу е важно да не се начинот на кој ќе искомуницирате со тоа дете да не изгледа дека е отфрлен, дека не знае, дека е послаб од другите. Едноставно ќе му кажете нешто друго, дека постојат вежби кои се посоодветни за него, за да напредува и така натаму. Тоа е мојот совет. Многу е важна комуникацијата како ќе постапите со тоа дете. Не е важно дали ќе оставите на страна, него како ќе го ставите на страна и ќе му покажете многу, можеби, различни вежби. А можеби, види, кога се работи за деца од 3 до 5 години, за тоа не може да стане збор. Кога се работи за деца од 6 до 9 години, они истата методика ќе ја направат. Некој напредува побрзо, некој помалце. Меѓутоа, и тука имате и други фактори. Дали е еднодневно скијање, дали е дводневно, дали е викенд, дали е зимски распуст. Така да, тука доаѓа многу прашања се поставуваат ова и добро ти е прашањето, меѓутоа, како е тоа дете пуштено со вас?
родителите, ќе искомуницирате, можеби индивидуално треба да проба со вас. Можеби на тоа дете не му одговара група. Групата напредува и секогаш ние ќе имаме. Јас сум имал и ова е добро прашање. Сум имал студенти, едните напредуваат побрзо, едните помалку. Меѓутоа, не секогаш во истиот момент кога видите дека едно дете не ја работи вежбата и не ја прати групата, дека тоа ќе заостанува. Оставете момент, можеби некоја друга вежба повеќе ќе му одговара на него. Така да тука има милион прашања. Така да ова можеби треба посебно да седнеме да го разложиме тоа на... А можеби во делот на ова следно предавање, можеби ќе го најдете вашиот одговор. Супер, фала ви многу. Па не, тука имам, значи, милион одговори, али ова треба можеби, сега да кажам, Да. посебно предавање. Јасно, јасно. А меѓутоа, никогаш не го оценувајте детето по она моментално што ќе го направи и да го оцените, не може да го направи ова. Некој побрзо, некој пократко. Меѓутоа, на секој различна вежба му одговара различно. Апропо прашањето, ќе се вклучам и вашиот коментар, професоре, значи базово прашање, веќе полого време размислувам нешто што не фали, а тоа е ни фали една презентација за работа во група. Значи Сега следи тоа. добро, супер. Ајде го изгледаме па ќе скоментираме после. Да, ја ви спремив и некое видео и мислам тука не се покажа во група, меѓутоа знаете како ова работата во група примарни доаѓа до израз психолошките и педагошките компоненти на секој инструктор. Бидејќи вие се соочувате у групата, да речеме, ајде, која ви е вашата предлог за број на деца у група? 6, 8, како? Ако ме прашате, 7 до 10 максимум. 10 е веќе многу, али 7 по мене идеално. Замислете, вие сега се соочувате со 10 различни карактери. Да, Вие треба да видите шоумен таму. Вие требате таков аниматор. Мислам, тоа не е лесно, али за да ги придобиете сите да им биде убаво, не зборам за едно дете не знае да го отфрлиме, него на сите да им биде убаво. И за девојчево што ме праша претходно, гледај, тие предвежби и вежби што ги работите, секогаш некоја вежба ќе му одговара на детето и што не ја работи некоја најдобро. Некоја друга вежба ќе биде соодветна за него. Затоа ви реков преска, мора да знаете многу вежби и предвежби за да дојдете до одреден лик, а пред се преку игра. Сега, постојат сега слушајте, секогаш постојат изнимци супер неталентирани, али со нив веројатно треба можеби индивидуално да се работи. Меѓутоа и тој случај не би го исфрлил ја во група од групата, нека научи колку што треба, а можеби у комуникација со неговите родители ќе предложам да се видите можеби и посебно да направите посебно часови. Тоа е мојот предлог. Ја не би го исфрлил од група никако. Ајде, професоре, ојме на следната презентација да видиме што сте ни подготвили. Вака сега вака прво за играта. Ако не знаете некој каква личност е, прашајте го колку играл во детството. Оној што не играл во детството има сериозен проблем самиот со себе си понатака и веројатно во начинот на однесување и било што. Затоа и ова се само кратки напомени. За жал, пак реков, не се чита доволно и мислам дека голем дел од возрастните не ги сваќаат децата и не ја сваќаат неговата желба, тоа е исконска потреба, значи за игра. Од секогаш постоела играта и единствено детето преку игра може правилно да се развива. И ги спомнав преска, креативноста, самодовербата се толку важни. Една обична игра и воскијањето сега преку игра треба да дојдете до одредени сознанија. Една жмурка или еден камај, може би вас ќе ви биде смешно. Знаете ли колку компоненти преку тоа се учат? Па видите, он прави цела стратегија да го совлада противникот. Он го употребува мозокот. Он ја употребува креативноста. Кога ќе го совлада противникот, да речеме жмурка, нели, пупу она, он го надитрив. И гледај се како тоа, ако го тоа игра секојдневно, во текот на многу години, гледате го каква личност тој ќе израсне. Камај, тој
тој го совладал, па го нашол, па размислува, чекај како да му дојде од таа страна, па како, бидејќи се они група, екипа, како да соработуваат меѓу себе, како да го противникот, да кажам, совладаат, ете, под наводници, мислам. Тоа е толку важно, толку е исклучителна играта. И грешка е на сите родители што не му оставаат на своето дете да игра. Затоа и го напишав тука дека е сериозна активност и често пати ќе наидете на родители, се надоврзуваме на ова, кога да почне да се скија. Ја моето дете на 3 годишна возраст само му изнајмив едни мали скиички, вака колку што е пола од него, чисто да се игра со него. Не ги форсирајте. Пуштете ги со својот пример, да ги заинтересирате што е тоа. И он си игра со скиичките и тој гледаш почнува да ме гледа мене како ја ги ставам кондурите на везови. И така почнува, тоа е некоја 3 годишна возраст, веќе 4-5 може да се почне да се размислува за некој повторно преку игра. Никогаш не инсистирајте на мала возраст да бидете големи инструктори и дека они ќе научат кој знае све. Бидете мотиватори да го засакаат тој спорт. И кога ќе го засакаат тој спорт, кога ќе видат дека им е интересно, тогаш можете да работите со тие деца. Знам дека имавте со професорот Вуксановиќ околу моторика, меѓутоа ова е само напомена за одредена возраст, нема да навлегувам во ова, бидејќи си имавте исклучителен експерт во оваа област, така да, кога им давате задачи, концентрирате се на една задача. Една задача треба да пробате во различни варијанти да ја реши. Моето сознание за како се доаѓа до совршенството во изведба некоја е, например, водење на баскет со рака, да речеме, игра со балони, па баскетот да го удриш и со дланка, со горниот дел од дланката, со долниот, со прстите, со лактот, со раката. Многу подобро таа моторичка шема доаѓа до израз и така натаму. Ориентација, значи, кон целото тело во почетокот на малата возраст. Не му кажувајте, пази, шаката ти е вака, дланката ти е вака, под лактицата наместија. Гледате го секупно целото тело како се однесува и така натаму. Тамо дајте ги вашите коментари. Тие во оваа возраст имаат брзо воспоставување на равнотежа, способни се да скокаат на нога 2-3 пати, рамнотежата е секогаш во конекција со видното поле на децата, значи и движењата на главата. Тоа е некако соодност. Тоа се, значи затоа не напишав горе дека се ова карактеристики во однос на координацијата. Физичката подготовка, треба да знаете дека децата во 3 до 5 годишна возраст и генерално за малите деца важи едно правило. Брзо се замара. Извинете, ве прекинам. Вие имате презентација од која што пошто не ја гледаме, ако имате презентација за ова предавање спремно. Не ја гледате вие? Вие имате уште претходната презентација, значи треба да ја смените. Треба да дојдете горе на шеар, добро, на шеар. Еве го, извинете, дечки. Дали се е во ред? Да, сега е супер и сега доле само супер, одлично. Леле, извинете. Ништо, повелете. Тоа е секој дете со неискуство. Повелете. Добро. Значи, генерално да знаете, кога давате вежби и задачи за своите деца, нема да навлегуваме многу на овој слайд, меѓутоа ова второто ми е многу важно. Секогаш да знаете, бидејќи нивниот кардиоваскуларен одговор може да биде висок, меѓутоа не треба да биде предолго да се држи висок интензитет натаму, кратки интензивни задачи, затоа што тие брзо се замараат, меѓутоа децата карактеристика е дека и брзо се одмараат. Тоа треба едноставно едно правило да се почитува. Емоционални, тие се егоцентрични во оваа возраст, значи потреба имаат за директно продолжено внимание, приказни карактери, имагинација, секогаш приказните и имагинацијата, нели они секогаш сака да си замислуваат, се многу важни во овој период кога работите со деца. Знаеме, она што е многу важно да се каже, концентрацијата на децата е до 10 минути и така натаму. Така и треба да се однесувате кога работите во однос на скијањето. Тоа што и ќе му зборите, знаете дека нивната концентрација е толку. После они им е важно да ве следат, да ве гледаат и така натаму. И секогаш искористете го моментот кога веќе они ќе сте им обратиле внимание нешто, па после скијале и било забавно, да го искористите моментот, да ви кажам уште нешто.
али тоа повторно не треба да биде предолго и така натаму. И лесно се дофокусираат, например, вие им зборувате, некој поминува тамо, па тоа и со студентите, не е само со малите деца. Затоа и на часовите во предшколска возраст по физичко да ви кажам. 15 минути е за 3 годишна возраст, 20 за 4 годишна возраст, 25 до пола час, 25 минути пола час. Толку е часот по физичко. Толку е максимум. Они фокусот нивниот на оваа возраст, збориме за 3 до 5 годишна возраст, е толку. Идеме понатаму. Социјална компетенција, го рековме дека се егоцентрични, лесно соработуваат, мислам, самите на себе си се посветени, меѓутоа знаат одма да се трансформираат, да играат и со другите дечиња, така натаму, смеење, плачење, нели, се она што е дел од детството, и многу е важно во овој период, ова да го потенцирам, забава. Колку игри, колку забава ќе им дадете на децата, толку повеќе ќе ги мотивирате да за, ќе го наречеме, скијање и така натаму. Генерално, што за оваа возраст може да се каже, сакаат да истражуваат, не секогаш, значи, нив им е интересно и да, извинете само телефона, добро. Сите движења им се интересни, не знаат тие за самите, да се оценат самите себе си, тоа и не е важно толку во овој период. Високо се мотивирани, да речеме, за учење, меѓутоа рековме да речеме во некое време трајање, како што го кажавме претходно, и забавата е многу важна, учат преку имитација. Пред се, децата не им зборувајте, покажете им. Значи, они се фантастични имитатори. Значи, преку слики, демонстрација и така натаму. За овие деца, како што и претходно беше поставено прашањето, што да правиме со тие деца што побавно, да речеме, се учат и така натаму, значи, затоа и го напишав на првото, еве дојдовме до она, убаво реков, ќе видиме на овие, можеби ќе се најдете себе си на овие слайдови, посветување на индивидуално време за секого. Можеби на некоја група која ќе им дадете пауза, па речам, ќе им посветам време на тоа дете со побавно напредува и така натаму. Иако мене тоа напредување на 3 до 5 годишна возраст уопште не ми е ни важно колку напредуваат. Едноставно, кратко, како и објаснувањето на претходното ликот на инструкторот, задачите треба се да бидат кратки, различни и така натаму. Инструкциите претходно исто кажано, јасно, директни и да се задржи нивното внимание во времетраењето, како што кажавме претходно. Многу се важни карактерите, од приказните, песните, игрите, се уште во овој период уопште не е важен надпреварот. Важна е забавата. Охрабрувањето на децата е она што го кажавме претходно, мотивирајте ги и наградете ги со зборови, не мора тоа да им купите чоколадо и така натаму, тоа е на некој начин подкуп, меѓутоа може да се каже одлично го направивте тоа, продолжи така, можеш да бидеш уште подобар. Тоа е мојот начин на кој јас би се однесувал кон децата, а не секогаш дај му нешто на детата, да тоа што на некој начин ги купувам. Да, ова е интересно да се каже. Однесувањето на децата е многу важно да им се објасни какво треба да биде на снегот, бидејќи снегот е малце друга средина него оваа во која сме ние, вака нели во малото која играат со дечињата, и дека може да се повредат, може да настане, значи, некои проблеми и така натаму, и затоа е многу важно да се почитуваат одредени правила. Што ќе ви кажам многу интересно околу ова, правилата мора да се почитуваат. Секоја игра мора да има правила. Правилата на децата треба да им се објаснат, да ги почитуваат стриктно. Зошто се, уствари, дали знаете правилата во играта? Правилата во играта за да им објасните дека децата во животот ги чекаат правила на однесување. А они правилата на однесување во раното детство ги учат преку играта. Така да мора да има правила. Децата се страшни манипулатори. Не им ги поставиле границите, времетраењето, правилата, ќе ги изманипулираат у момент. Нема да знаете кај сте. И повеќе и понатака, она што е многу важно, контрола на групата, ја губите полека. Понатака. Добро, координација, нема ова фитнесот, емоции, они ги покажуваат чувствата, значи од 6 до 9 година, веќе одиме на таа возраст, може да ги оделат, значи, реалното од фантазијата, знаат што им зборувате. Веќе не се они приказните, песничките, имагинацијата и така натаму. Веќе и времетраењето на објаснувањето и кажувањето што треба да направат, веќе 15 и повеќе минути и така натаму, разликуваат, овој се чисто
примери што разликуваат лева од десна страна, може да ги предвидат движењата, не се кај децата генерално дали од 3 до 5 годишна возраст или од 6 до 9 годишна возраст, они се уште кај децата границата на опасност не е точно разграничена. И затоа они не треба да им се обрати внимание околу брзината, патеката каква е, како треба да се приспособи брзината на одредена патека и така натаму, бидејќи знаете децата сакаат, тие се авантуристи сите до еден и сакаат да уживаат во тоа. И често пати ќе настане проблем бидејќи не знаат каде се. А нашето целта како лик на инструкторот е да им ги објасни тие правила. Добро. Што е интересно. Океј, ова го кажавме, ги следат правилата на играта и треба да ги следат, значи секое излегување од правилата на играта треба да го санкционирате под наводници, не толку строго, меѓутоа треба да им појасните дека треба да се придржуваат кон правилата на играта. Знаете какви се децата во почетокот, тие јас се уште на оваа возраст сакам да победувам, посебно во баскет и така натаму, и децата во оваа возраст, знаете, не сакаат пораз. Меѓутоа, исто така и знаат да бидат емпатични кон другите, односно да видат дека да го признаат поразот и така да му честитаат на другиот, и треба да се учат на тие вредности на комуникација, затоа и се нарекуваат социјални вештини. Компетитивни стануваат, ова самото чувство, зашто е напишано, е поврзано со изведбата. Кога они се изведуваат нешто добро и се чувствуваат по-сигурно. Значи, затоа и ние ги учиме на одредени вештини, правила и во скијањето изведба на одредени ликови, и ти кој ќе му кажеш добра ти е изведата, одлична е изведбата, тогаш тој и само чувството е многу поголемо, што е многу важно, па и за нас, у целиот наш живот, како се чувствувате, како се чувствувате кога ќе направите нешто добро. Така да, уште многу поважно е кај нив, кој ќе направат нешто добро и кој ќе им кажете дека е добро, само чувството они растат, како се викаат, летаат. Во групата треба да ги научувате да бидат опуштени, да комуницираат меѓу себе, бидејќи е група и така натаму. И вашата задача е многу полесна кога ќе видите дека децата меѓусебно пријатно, убаво комуницираат, секако треба да се санкционира она што е негативно и така натаму. Значи да работите на кохезијата во групата, значи на приближување едни со други, прво со вашето однесување и со вашето однесување, значи како лик вие и однесувањето према нив. Понатаму. Потребата за движење да бидат независни, тие сакаат да бидат, ајде лево, качи се, тука е кучето, па еве го да го поздравите, тоа е тука, ајде лево, качи се. Па слушна дека е интересна темата, па дојде до мене, не се секирај, скии му купив и така. Веќе како растат тие во оваа возраст, 6 до 9 годишна возраст, и друга и одговорноста, се чувствуваат одговорни за тоа што го прават, сакаат да бидат независни, нормално е, бирајте време кое ќе им кажете добро е, лошо и така натаму, сакаат и да се почувствуваат дека самите се доволно сигурни у себе тоа што го прават, и тоа е многу важно за децата. Понатаму, добро, само сега да видам само како е. Веќе ова го кажавме веќе. Многу важни напатствија за вас како инструктори. Кога работите со група, многу е важно вие како ќе се представите. Значи, што е важно? Да знаете за групата возраст, пол, претходно искуство, скијачко знаење, вештини од други спортови и така натаму. Она го рекавме веќе, здравствени проблеми. Значи, морате да знаете све за другата, за групата. Возраст, пол и она што го напоменавме. Во однос на организацијата на курсот, кога работите со група деца, многу е важно должината на курсот, дали е дневен, преска на прашањето што го одговорив на поставеното прашање, дневен, дводневен, неделен, за време на викенд, зимски распуст и така натаму. Многу е важно да ги знаете очекувањето на децата и на родителите. На оваа возраст, ако ги пратите децата, што очекувате, они најчесто ќе ви речат, па да научам да скијам и така натаму, меѓутоа треба да научат да се забавуваат. Многу е посериозно како ќе искомуницирате со родителите. Очекувањата на родителите се многу поголеми често заради некои нивни
да речеме, неостварени желби, идеали во младоста и така натаму, и тоа го гледаат преку децата, што е многу лошо. И затоа вие како инструктор тука треба да се поставите на оној начин дека е важно да дадат све од себе, дека и вие со вашиот лик да им кажете дека се препуштени во сигурни раце и дека ќе се забавуваат, ќе научат да скијат основните скијачки виштини и така натаму. Значи, вие треба со своето однесување родителите да им кажете како што да очекуваат. Понатаму, првиот печаток кога вие се представувате, ова се можеби основни информации, многу се важни. И овие напатствија треба да ги следите кога работите со одредена и името ваше, презиме, искуство, што сте биле, како сте дошле до ова, која е вашата улога во групата, дали дека сте вие тие што сте одговорни за групата, ја водите групата и така натаму. Претходно искуство, каде сте скиеле, што сте скиеле, дали сте воделе деца. Све тоа остава некој впечаток на сигурност на оној што работи со вас. Надворешноста, претходното предавање за ликот на наставникот и елементи што треба да ги поседуваат, облеката, личната хигиена и така натаму. Секогаш треба да бидете, вие сте пример за децата. Значи, вие како се однесувате, и она го рековме претходно, децата знаат да ве имитираат, затоа што секоја лоша особина, например, чепкање на носот, не знам ја што, они ќе ве изимитираат, они ќе го кажат на страна. Пазете како се однесувате, затоа што вие сте ликот со кој децата се поистоветуваат. Лошото однесување, секако тоа не станува ни збор, меѓутоа има инструктори што лошо се однесуваат, алкохол, цигари, да не зборам, ова е напишано вака, меѓутоа треба да се води сметка за све. Знаат често пати употребата на телефони, ало шо преш и така натаму, ограничете ја. Ако некој родител може се заинтересира, имате време и за тоа, кажете, имаме пауза, се извинувам само да ви кажам, тоа е тоа, работиме на снег и треба да им кажете претходно, не се јавувајте до трае наставата. Наставата трае од толку до толку, ве молам, не ме барете на телефон. Ако е некој неважен и јас би го исклучи телефонот или би го ставил на безгласно, па кога ќе завршиме со наставата, тогаш ќе го употребам телефон. Или у исклучителни ситуации, не дај Боже да треба нешто да реагираме во одредена ситуација. Кога ја организирате наставата, повторно уште еден многу интересен случај, син ми Бојан, кога го пратив со Словенскиот факултет за спорт во Словенија, тешка беше во комуникацијата, можеби јазична и така натаму, он не знаеше кај треба да се најдат, не му кажале на време, и ова е многу интересно, јас се наоѓам на испит со студентите и одеднашка повика од Словенија, јас знам дека е он. Ама јас знам дека ќе ме праша нешто што у моментот не е нормално. И он ми вика, ја нема групата. И тогаш мене све онака, почнеш да беснеш, па Бојан, па што да направам јас со твојата група од Скопје сега? Па да си ја најдеш групата. И он се обиде се најде, нормално, секој млад човек ќе се снајде и така натаму, меѓутоа непозната средина, непознати луѓе, веројатно и не се осетил, сигурно не му кажале ни точното време. И затоа, групата кога ја организирате, точно треба да го одзначите местото, времето и местото на собирање. Кога ќе се соберете? Првото, начинот на однесување и правилата на играта на снег. Кој сте, што сте, која е нивната задача. Значите, ова е може дадено повеќе за сериозните скијалишта, не знам колку ние ги имаме на Шапка и на Маврово, знаци, предупредувања како треба да се однесуваат на снег. Сето тоа треба да се почитува. Во случај да се случи некоја незгодна, секогаш треба да знаете како да изреагирате. Значи, ја го нареков процедура во случај на инциденти и така натаму. Нормално се надеваме дека секогаш ќе има, меѓутоа и тоа ќе ги има помалце, меѓутоа се случува. И вие у секој момент треба да спремни да бидете како ќе реагирате. Доколку падне, доколку залута некој, доколку настане повреда и така натаму, ова со залутувањето не смее да ви се случи, па и да е магла, претходно го кажавме, вие секогаш треба да бидете концентрирани и секогаш моето правило, секогаш кога сте со деца, бројте ги децата. Во секој момент децата да ви видат на број. Кога даваат добар пример, секогаш покажете им со зборови дека е тоа добро, одлично си го направил тука, меѓутоа кога давате пример на добро однесување на некое дете, внимавајте и на останатите да не се осетат омаловажени и неважни. Кога ќе кажете дека е нешто добро,
добро си го направил тоа, меѓутоа сите од вас можете да направите по нешто добро во текот на скијањето, така да ги мотивирате за добар пример и така натаму. Кога одат на скилифт на жичара, ограничувањата значи кажете кои се ограничувањата за деца, да покажете какво е качувањето, симнувањето, жичарата, треба го прикажете со пример како тоа изгледа. Нормално, кога сте на терен, патеката секогаш треба соодветен терен. Секогаш треба да биде преглед на патеката. Кога ги собирате децата, сум видел примери, никогаш не си собирајте децата на средина на патека. Секогаш поставувајте ги по ивицата на страна од патеката. И во учењето, значи, кога се учи различни ликови, движења, да се почувствуваат релаксирано, опуштено, затоа што, како велам јас, кога сте слободни во однесувањето и кога сте опуштени, највише давате од своите потенцијали, највише давате знаење. Кога сте стегнати и ограничени, не можам да го, односно, сакав да кажам, не можам да го извадам целиот ваш потенцијал, односно вие не може да го дадете потенцијалот кога е патеката тесна, кога има премногу гужва, кога е заледен теренот. Значи, сите тие овие елементи што ги кажавме до сега, да водите сметка. Од местото на оѓање, од групата, од начинот на комуникација. Сега дојдовме веќе до бирање соодветен терен. Содржината, методите, реквизитите кои ќе ги употребувате, секогаш треба тоа све да биде однапред предвидено и да додадете релаксирана ситуација за да може да дојде до одредени учења. Временските услови, го кажавме претходно, да не го повторуваме посебно, се многу важни. И секогаш учениците на самиот час и на обуката по скијање да бидат активни и да прашаат, да се трудат да направат нешто, да не биде тоа пасивно учење и така натаму. И затоа кажав напомена, студентите се запишани на скијање за да скијаат, а не да дебатираат, така да скијајте со нив, нека ве следат, бидете добар пример и така натаму. Добро го кажавме главни цели на играта. Играта, да не зборуваме повторно за неа и за правилата и како влијае на децата. Тука потрошиме доста време. Малку, но јасно, нели рековме, зборувајте малку, меѓутоа дајте потполна информација. Ова е соодветна комуникација, зборувам и за групата. Тоа беше за ликот на наставникот, меѓутоа како што гледате, некои работи се испреплетуваат. Очите, експресија на лицето, гласот, јасна и видлива демонстрација и инструкција. Ова е многу интересно за јасна и видлива демонстрација и инструкции. Често пати знаеме, кога давате инструкциите, немојте да се дерете преку цел терен. Еј, пази шо правиш, паз лев свиок, десен скиок, ќе застане па ќе му го објасниш тоа, ќе му го кажеш. Кога демонстрирате, направете го на видлив и јасен начин. Кога ги демонстрирате елементите, мајсторството во скијањето е елементот да го демонстрираш на бавен и јасен начин. Кога работите, како се работи со деца, како кажавме на почетокот, дајте му да обрне внимание на едно. Немојте и на колене, и на раце, и на не знам што на скии. Дајте, нека се фокусира на едното. А вие со својата презентација покажете му тоа како треба да изгледа. Она ќе ве следи, она ќе ве имитира. Ќе ме слушнат, ќе ми се наљутат, човече, па ти не си... Само да видам, леле. Само да видам, извинете, мислам дека доста работи се... Да, стратегија групна динамика или кохезија, ова стратегија за подигнување на групната кохезија или заедништво и така натаму, на соработка меѓу себе, тоа е многу важно, бидејќи, да, одлично што дојдовме до овој дел, секогаш наблюдувајќи, да знаете членовите на групата, да знаете со кого имате работа, кој е лидер, кој е повлечен и така натаму, ќе имате корист од тие. Ако се поповлечени, например, секогаш некој доаѓа до лидер и така натаму. Кога работите со децата, кога работите, например, ликови за следењето, често пати се случува, и јас сум го приметил тоа, нели често ваш омилен елемент е змија, да работат еден позади друг. Меѓутоа, змијата е добра кога инструкторот води напред за оној што е прв или втор.
За оној што е 8 и 9 змијата не е корисна. Затоа научете се да во змијата секогаш оние да ги минувате местата на оние што скијаат позади инструкторот, значи да го следат, бидејќи вие сте неговиот пример. Така да менувајте ги местата на учесниците, ако имате десетина деца, десетиот прв, правете комбинација. Секој да се осети важен, а не затоа што на некој начин кога првиот е секогаш прв, вториот е секогаш втор, остава, како да кажам, помалце важни се прават другата деца и они ќе сметаат дека првиот, вториот, третиот, четвртиот ќе бидат сега се овие важни. Они нема да го кажат, ама како се вели за децата, не ги прашете како беше, прашете ги како се чувствувале. Па може би некој дете ќе одговори, па јас се чувствувам малце, знаете, секогаш сум на крајот на групата. Менувајте ги. И тука е секогаш, затоа и сум напишал индивидуалноста и искуството и така натаму. Индивидуалноста е многу важна и на претходните слайдови ликот на наставникот почитувајте индивидуалноста на секое дете. Бидејќи не очекувајте детето да бидете вие. Туку вие треба да ја оцените индивидуалноста и да знаете да искомуницирате со секаков карактер, темпераментни, помалце темпераментни, лидери, повлечени и така натаму. Така да за работа во група е сериозно и секогаш да бидете подготвени. Затоа треба можеби, еве Кире тоа што предаваше, психологијата и работа во група треба да се можеби прочита малце повеќе и така натаму. Добро. Зошто? Секое дете, она што го кажавме, се чувствува важно и треба да го направите да биде важно, затоа што секое дете се труди да даде што е можно повеќе. Децата секогаш нормално работат поедноставно со оние што ги познаваат, меѓутоа генерално секој дете се труди да покаже што е можно повеќе и да даде се поише од себе. И затоа и вие треба да го почитувате тоа. Независно од ова што стои на слайдот, бидејќи многу пати ги кажавме овие работи. Преку игра, социјализација, кохезија со останатите, преку игра најдобро тие ќе се зближат меѓу себе и така натаму. Бидејќи таа кохезија во групата што имаат ќе ви биде од клучна важност за како вие понатака ќе работите. Добро. Фидбекова го кажавме. Кога часовите се успешни, може би ова ќе ви значи, ова и групниот идентитет е многу важен. Прекари, на секој дете нека си даде прекар, дајте му прекар на наставникот, имајте некоја порака и парола, некоја песничка на групата, посебни поздрави, алелуја, не знам, сам сега го лупнав ова, ја најмал се тоа го кажувам, али еве, значи секогаш треба да имате фидбек од групата. Кога имате добар фидбек од групата, кога часовите се успешни, кога сите се прифатени во една група, кога сите соработуваат, не е никој отфрлен. Ако е некој попасивен, претходно рековме, индивидуално постапете со него, па и односно со другата група, како они да го прифатат детето на едноставен начин, за да се осети дека е дел од тоа. Бидејќи едно дете, ако е отфрлено, немате голема успешност во работата со група. Се чувствуваат компетентни, дека постигнале нешто, забава и учење, преку тоа, преку забавата и преку играта тие се поврзуваат. И многу е важно слободата, она што го реков претходно, на независност, компетентност и само слободен човек, слободно дете во изразувањето може да го даде целосниот потенцијал од себе. Ова за исхраната нема да го, бидејќи не е дел од ова. Ако некој го интересира за понатака и тоа е тоа, јас отидовме и саат и 45, има многу и на некој начин, може би, бидејќи во првото предавање ликот на наставникот толку многу остана и да се каже, а поминаа скоро 1 час, ова некако пробав да најважните работи да ви ги направам интересни, бидејќи и предавањето на еден предавач, Дејан е тука и сите вие, и на факултет кога е успешно, кога се сите фокусирани, заинтересирани и кога гледаш дека со внимание пратат. И мислам дека е ова некоја рамка кај што мислам дека беше окей. Видете, професоре, за мене, а претпоставаме за повеќето во групата, вие предавате 45 минути. Значи, толку брзо летна времето, како 40 минута предававте,
Ако го гледаме телефонот, е сат и 45 минути. Да фала ти на тоа мислење, иако знам дека у вториот дел гледав на саат и некако покушавав да се прилагодам, иако и ликот на инструкторот и лабокта у група уствари едно беше малце у вториот дел децата какви се нивните карактеристики, како да се однесувате, а у суштина се испреплетува какви треба да бидете вие со првото предавање. Така да се обидов некако да ги појам тие работи. Има уште многу да се каже. Мислам дека Дејан, оваа работа и овие предавања, мислам дека ќе биде многу интересно на терен да се видат. Да, така е, тоа веќе го зборевме вчера завчера со сите слушатели во групава. Кон тоа се стремиме и планот и целта е во тој правец, меѓутоа полека чекор по чекор. Значи, ќе треба малку време да стигнеме до тоа ниво. Како и да е, мислам дека сме на вистински пат и мислам дека многу почесто ќе се дружиме со вас во иднина. Секогаш ќе бидете добре дојдени на овие наши дружби, со вакви исклучително добри предавања, со еве јас сум можеби најискусен овде од сите слушатели, 25 години зад мене, многу денови на ски, многу деца, па многу нови работи слушнав и многу интересни работи кои што може да ги применам понатаму во секој случај. Па да, и ова уште нешто да додам, сега многу како да кажам, со студентиве на предавања, имаме предавање за скијање, имам предавање за скијање, професорот Небојча ме замоли ако можам јас да ги одржам, прифатив. И сега, знаете колку е тешко, ја им зборам нив за скијањето, а 80-90% од нив не застанале на скии. И тоа е уметност, човече, ја барам начин, барам снимки, барам начини да им го допрам тоа, па важните моменти им ги кажувам, али е, како да ви кажам, како предавачи и кога се поставувате пред деца, колку е важно да ги мотивирате, да им го представите тоа на пластичен начин, практичен начин, едноставен начин. И тие викаат, едвај чекаме да дојдеме на снег, да го посетиме курсот скијање, значи нешто сум успеал малце. Така е, сте допреле да не сте допреле. Па да, и сакам да прашам... Професоре, две повеќе прашања луѓе- може? Да, слободно. Филип е овде. Првото прашање, професоре, дали ви од професорот Вуксановиќ овој блузон убав што го носите? Да, одлично прашање. Ја се сегувам на работа, често пати Вуксановиќ ми поклони само мене и на некој друг. А уствари не е од него, од сопругата ми. И второто озбилно прашање за деца возраст 6 до 9 години прескакува зборевте и за стравот дека уште не постои. Јас тука не би се согласил со вас, бидејќи нова генерација на деца кои се пораснати у стаклени ѕвона, се повеќе се плашат и од работи кои што порано ние и постарите генерации не се плашеле уопште. Така да стравот, мислам дека кај новите генерации се е на многу ниска возраст, бидејќи помалку играат умало, помалку играат игри, повеќе играат игрици, значи на компјутер, така да ги немаат доживеано сите тие работи што ние сме ги доживеале како деца. Да, сваќам што сакаш да ми кажеш, да ме прашаш, меѓутоа знаеш, они кои ќе ги однесеш на снег, поентата беше за немањето на чувство на границата на страв, до каде можат, беше поентата главна, колку можат и до каде можат. Децата обично кои ќе научат малце, па еве да речеме спуштањето право, тие ќе почнат, знаеш, ќе си дадат дозвола да спуштат малце побрзо, не гледаат колку е соодветна патеката, бидејќи мислам во текот на предавањето беше кажано патеката, стравот и така натаму. Они го генерално у психологијата децата ја немаат точно одредено границата до каде можат. Знаеш, и чувство на поише беше у тој контекст. Иако ќе се сложам со тебе дека овие генерации се поплашливи и така натаму. И тоа овие генерации кои ќе на таа возраст кој ќе научиш нешто, он мисли дека све знае. Поише беше у тој контекст кажано, и едноставно ќе се опушти не гледајќи докаже може и колку може. Тоа беше поентата на ова. Да. Само да не ја фаќаме темава со нови генерации, ве молам тоа сигурно 3 сати може да збориме за тоа. Не, имам и за тоа предавање. Не, верувам, немојте да молам. Дали има Не. некој друг нешто да додаде во групава прашање, некој нешто до професорот, до Горан се извинувам.
До Горан, ето. Горан. Да. Да. Јас ќе искористам само да поздравам и да кажам супер благодарам, се дружиме и понатаму. Немам камера, малку следев, малку не, но снимено ќе биде, така да Горан, фала ти што еднаш. Фала ти за дуксерот. До секое време. Океј, Добро, дечки, тоа е тоа. така е. Ако нема некое друго прашање или нешто да се дополни или во врска со ова што го слушнавме вечер, ви благодарам на сите за присуството. Се гледаме согласно распоредот, сега го немам пред мене, не знам што беше следно таму, како беше по план, сите го знаат распоредот и ќе бидете известени во групите, нели? И тоа е тоа. За сите информации на Вибер се пишуваме, се разменуваме информации. Ако имате некои прашања слободно, можете таму да поставите прашање и се гледаме овдека и викендот се гледаме на Плајане. Да, значи, отворен сум за све, повелете, фала ви што ме истрпивте и тоа е. Океј, Чао на сите. чао на сите. Поздрав. чао. Поздрав, поздрав. Чао. Пријатно, поздрав. Браво. Пријатно. Пријатно.